6 соделовникот на Државната изборна комисија. Државната изборна комисија на оваа седница се предлагаа да донесе следниот заклучок за објавување на првичните резултати од вториот круг на гласување за избор на претседател на Републиката врз основа на протоците од записниците од општинските изборни комисии. Само да напоменам, че во текот на изминатата ноќ Државната изборна комисија ги прибра сите ги собра сите записници од општинските изборни комисии, изврши на проверка, го прими материјалот и врз основа на тој прием го предлагаме по заклучок. Прво, Државната изборна комисија врз основа на протоците во доставените записници од избирачките одбори и општинските изборни комисии и целокупниот изборен материјал утврди дека од запишаните 1.808.131 избирачи во заклучениот избирачки список гласале 844.360 избирачи, што во проценти изнесува 46,7%. Тоа според пресметаните и утврдените резултати од гласањето спроведено на 5.2019 година, Државната изборна комисија утврди дека вкупниот број на гласови што го добила секоја листа на кандидат за претседател на Републиката поотделно изнесува. Кандидатот Гордана Симјановска-Давкова добила 377.713 гласа, кандидатот Стево Пендаровски добил 436.212 гласа. Според пресметаните и утврдените резултати од гласањето, а врз основа на членот 121 став 3 од изборниот законник, Државната изборна комисија утврди дека за претседател на Републиката е избран кандидатот Стево Пендаровски, кој добил мнозинство гласови од избирачите кои гласале. Ова е текстот на предложениот заклучок, кој што представува форма од која што почнуваат да течат и одредени рокови понатаму во постапката и затоа е потребно денес Државната изборна комисија да го усвои, се со цел да ги запазиме законските постапки. Дали има некој изговорно следно? Доколку нема, јас предлагам да го усвоим заклучокот како што е предложен, кој е завршен. Констатирам дека заклучокот е едногласно усвоен. Со тоа можам да кажам дека почнуваат да течат роковите за приговори од 48 часа и имаат заинтересираните страни можност да достават приговор од Државната изборна комисија. Втора точка разно. Дали има некој да се извор? Нема, бидејќи нема, ја заклучувам седницата и благодарам на сите за присуството. Доколку имате прашање, погледате поставите. До сега не. А за градоначалниците? Тоа е надлежност на општинските изборни комисии, доколку имаме информација ќе ја соопштим и веројатност. Доколку нема, јас навистина ви благодарам и за вашето трпение и на членовите на Државната изборна комисија исто, затоа што до раните утрински часови работевме на прием на материјали и на службите исто така, кои што беа со нас заедно и за добро завршената работа. Што да се каже сега после никакви успешни ферини и демократски председателски избори? Република Северна Македонија избра нов председател Стево Пендаровски, му честител на изборот и му пожелувам успешен мандат. Ние како Државна изборна комисија успеавме и да го спроведиме овие председателски избори согласно изборниот закон. Јас сум задоволен од мојата работа и работата на моите колеги членови на ДИК, што успеавме заедно после референдумот да организираме и да спроведеме законски и кристално чисти избори. Како што знаете, за време на изборниот ден немавме ниту една забелешка или приговор од било кој кандидат на партија. Изборите се одвијаат ферни и демократски. Сакам да напоменам и повтора да кажам да се заблагодарам и на општинските комисии и на избирачките одбори, на стручната служба и на помошта цело на ДИК. Државната изборна комисија без ДИК не може да ги спроведе овие избори. На крај сакам да потенцираме на работа
и да забележам дека и да се благодарам. Јас од името на комисијата на посадница Кио Дамберот од Битола, која без ниту една грешка го изработи на времено целокупен доверен материјал, гласачки личења, изводите од бирачкиот список, записниците и сите потребни образци за гласање. Како што знаете, вие медиумите, ние работевме транспарентно и бевме отворени за вас и председателот одговараше на сите ваши прашања и јас сметам дека ние успешно и транспарентно отворено работевме за овој изборен процес и би се заблагодарувал вас на медиумите што вие будно не пратевте, но бевте многу и реални, објективни, реално и коректно ги оговорувате нашите седници. Вие ја правите големата слика за изборите, на крај сите заедно допринесохме за успешни статуски избори и уште на сите ви благодарам и вас на медиумите и на моите колеги членови. Благодарам.